Во многу широк ареал се исти обичаите, скоро идентични во Македонија и во околните земји, затоа што тоа има доста големо христијанско влијание, а тука сето е тоа санкционирано со неделата на Митар Фарисеј, многу добрите поуки кои треба луѓето да ги прифатат во онај 7-неделен пост пред Великден, бидејќи во суштина прочката е заслуг за Великден. Посебно во првите 3 дени, понеделник, вторник и среда, кој го нарекуваме Тримирие, затоа што со 3 мерес, 3 дена се слави како најсилен почеток на самиот пост за Великден, а поуките се околу тоа да не бидеме горделиви и да се ги признаеме грешките, што мислам дека на Македонија многу и треба во овој момент. Исто така со неделата на блудниот син, тоа е 2 недели значи пред прочка, и последните сидната и месопусната недела. Простувањето е центар на прочката. Помладите се простуваат кај постарите и прочкарчињата, значи поворките од деца, но сега маскирани некако пред другите обичаи, ги полазуваат домовите, затоа што е убаво детето те полази, тоа значи младост, здравје, полетност, напредок, гледање во иднината, така и луѓето и народот од секоја што го сваќал. Потоа амкањето е многу битно. На прочка навечер се затвораат вратите, тоа прочката е празник за дома. Навечер се затвораат вратите и тогаш се амка. Амкањето е јајце кое е врзано со конец и кое е ставено на фурка или на некој традиционален елемент кој служи обично за предење. Иначе предењето, конецот, тоа е нитка на судбината. Ние што сите веруваме дека како ни било пишано, како ни била искаена нитката, така и ќе се доткае до крајот, и на таа нитка се врзува јајцето кое децата пробуваат да го фатат со устата или барем да го додирнат со забите, за забите да им биле бели, така викаат во народот. А тој ќе го лапне јајцето, тој станува среќен и славеник на таа куќа. Со самото това, значи, амкање прави една интегративна функција на семејството, нешто што исто така многу ни фали во овие денови. И има многу верувања, например, околу конецот, како што има верување во дека конецот е нитка на судбината, така има верување, има магиски дејствија кои се прават со конецот, на него се врзувале јазли и се палел, се гледало до кој јазол ќе изгори, а секој јазол имало име на некого од улицата и тогаш се гледало кој колку ќе живее, значи и сегата со тој конец. Симпатичен еден обичај кој е многу пати представуван во Македонија, макар кој има и во другите делови, во другите ареали и мощно е широко распространет. Во Прилеп маскираните поворки се на возрастни, се исто така многу интересни. Некаде се одвиваат тие на Василица, некаде на свадби, некаде на сунети, ги имаат, значи, од сите етноси, и тогаш луѓето сакаат да бидат да учествуваат во карневалот, затоа што самото име карневали значи долу месо. Го заменуваме сопствениот лик со некој друг туѓ, послободни сме да изразиме што сакаме, и сето тоа е поврзано со култот на предците, со култот на ловот, значи прастаро е. Потекнува уште од самите Дионизии, потекнува како пролетен обичај, но исто така има трагови од луперкалиите кои се одвивале на 17 декември и со почетокот на новата година со пролетта. Но христијанството го разбило тој природен кој го имало претходно календар, и сега тој се одвива на различни денови, во Струмица е во среда на Тримир, во Прилеп е на Прочка, некаде е на Василица, некаде на Коледа, например, како Девлото, Пачето, Василичарите, исто така на Василица кои се во Вевчани. И со тоа се добива една уразноличеност во Македонија на тој обичај, но суштината секаде останува иста, реинкарнација. Умира стариот, се раѓа новиот. Тоа е премин од една година во друга, премин од една изгубена надеж во една нова која доаѓа со иднината. Значи, тоа е поврзано со самиот карактер. Во Прилеп се карактеристични касапите, мечкари се нарекуваат, и тој е еснавски празник и затоа опстоил толку во таа оригинална форма. Тоа е ден кога касапите ги обиколуваат сите своји
од еснафот им одат покујки со блосоење, но тоа е малце комично на блосоење кое го има, со дофрлање, малце ласцивно, малку безобразно зборување. Тие по патот каде одат во минатото било многу опасно да ги сретнеш, затоа што барале откуп за животот. 67, 8, 9 година имаме трагови каде што и коли превртувале, биле доста опасни. Зошто? Затоа што тие се 5 дена во ритуален транс пред да дојдат. Оделе во пештера, имало табу за да запалат огин, не смееле да палат огин и 5 дена само пиеле, се карале и биле спремни да го изведат тој ритуал. Дали воопшто прочкарските обичаи се задржуваат денес, еве и со простувањето, амкањето и сето тоа? Апсолутно се задржуваат обичаите и на некој начин се ревитализираат. Во кои насоки сега тоа е дискутабилно, понекогаш тоа се некои комерцијални насоки, понекогаш еве со манифестацииве се случува нешто да личиме на некои карневали, како сосема кои не се во духот на нашата традиција, но тоа е тоа, карневалот си оди понатаму, луѓето си прават она што сакаат да си прават, понекогаш сакаат да представат и политичка маска, многу често понекогаш сакаат да искритикуваат некој обичај или некоја практика која е во општеството. Еве има на пример со ставање пирсинзи, со тетовирање. Прочкарите на тој начин ќе го кажат своето, како некој друг што би го кажал тоа со зборови на Facebook. Едното е многу видливо, едното не е. Тоа е само разликата.